Благодарам. Господине, името Душан Тончич. Чисто процедурално, да ви објаснам како функционираме ние во собрание. Законот кој што ни се праќа, на него ни го пишува кој е представник на законот. Овде вели Јована Тренчевска дека е представник, повереници се Ленче Коцевска, државен советник, и Јехона Рамадани, раководител на сектор во Министерство за труд. Преведено во собраниски речник, тоа значи дека само овие можат да зборуваат и да објаснуваат. Мене не ми пречи вашето присуство и вашето објаснување, напротив, но сакам да кажам дека нема правила повеќе во ова собрание, а очигледно дека нема правила ни во влада. За друго се јавив. Во вашето објаснување сега што го кажавте, дека 30 години одредени работи и така натаму, траен инвалидитет. Некои од овие работи ни ги кажа и родителите. Ние сме пратеници и не може да ги знаеме сите проблеми. Најдобро си знаат родителите на лицата со попреченост. Или пак самите лица со попреченост, со какви проблеми се соочуваат. Рековте, ова е навистина стручна работа и да се согласувам со дел од вашето излагање, навистина се тоа стручни работи за кои што ние како пратеници треба да одлучуваме. И одам кон поентата и целта на моето излагање, уште од пред малку, уште од почетокот. Значи, не може ваков закон. Едноставно не може. Не е добро да се носи по скратена постапка и со европско знаменце. Веќе абсолвиравме дека европското знаменце е измислено. Да се носи вака на брзина, затоа што и самиот кажавте, многу добро потенциравте, дека ова е стручен закон. Ова е еден вид на лекс специјалис кој што ќе понатаму ќе има потреба со неговото донесување да се изменат уште некои други закони, како што кажавте. И истото тоа јас го кажав. Значи, ќе има потреба од измена на други закони. Што беше проблемот на Министерството, на оваа влада, на парламентарното мнозинство, да го пуштете по редовна постапка? Затоа што ова е обемен и сложен закон. Не е, се извинувам, не е необемен. Значи, обемен, сложен и стручен закон. Кога доаѓа по редовна постапка, има време да се интервенира со амандмани. Има време да се направи јавна расправа. На таа јавна расправа не учествуваме само ние пратениците, затоа што, како што кажавте, ова е стручен дел и нас ни требаат мислења и заклучоци од одредена јавна расправа. Како што често пати знаеме да направиме јавни расправи, да ги слушнеме квалификуваните луѓе кои што се занимаваат со оваа материја. Дали ќе бидат тоа психолози, педагози, специјалисти, неуропсихијатри, па од институции, па од Министерството за здравство. Сега кажавте дека комисиите кои што се децентрализирани на некој начин, Министерството за здравство ги плаќа или... Ама кажавте исто така и дека тие истите кои што сега даваат лиценци треба да преполагаат на некаков начин, да влезат во тој базен на вештаци и така натаму. Па и нив ке ги викневме. Дали се разбираме? Значи, нас, за да донесеме една одлука која што ќе им го смени животот на подобро на лицата со попреченост, на родителите на децата на лица со попреченост, нас, барем јас така мислам, ни треба стручно мислење за конечно да одлучиме дали сме за, дали сме против, дали, не знам, овој дел, оној дел, оваа глава, онаа глава треба да се смени. Не секој од нас е експерт за се, ние не сме експерти.
зошто е законот по скратена постапка и со европско знаменце е поентата, за да ги слушнеме мислењата од луѓе стручни, како што кажав. Не се компетенти тие за тоа. То се гласаше со европско знаменце во дневен ред и готово. Кој не е компетент? Ете, мисладе, колега, можете да ми реплицирате сега. Јас кажувам и објаснувам каква е процедурата. Значи, уште еднаш да ви кажам, не ми пречи, меѓутоа процедурата е таа во собрание. Процедурата е таа. Не, никој не е. Веќе ова стана, како да ви кажам. Благодарам во секој случај.